На пат за Витлеем. А кога се разбуди Јаков од сонот си рече: сигурно е Господ на оваа место, а јас не знам. Јаков бега од страв и вина. Ноќта е долга, срцето вознемирено, а патот неизвесен. Но во тој момент на малаксаност и несигурност, Бог му дава сон, односно откровение во кое небото се спушта на земјата. Кога се разбуди, Јаков со восќите открива дека Бог бил со него, и тогаш кога тој тоа не го чувствувал. Ова е искуство кое го поминува секој човек. Многу пати мислиме дека Бог е далеко, дека молчи, дека не гледа. Но ова милосно време не учи да ја препознаеме Божјата близина во најобичните моменти. Христос слегува на земјата за да покаже дека Бог не живее само во храмот, тој е и во нашите активности, во работата, во стравовите, во молитвите што никој друг не ги слуша. Сонот на Јаков станува мост меѓу небесното и земното. Во младенецот од Витлеем тој мост станува жив. Божитниот пост не повикува да ги отвориме очите за Божјата близина, да бидеме сигурни дека тој се грижи за нас, иако можеби тоа не го забележуваме. Бог е тука со нас. Емануил. Предизвик. Биди внимателен кон малите знаци на добрини околу тебе. Помош, утеха, збор на охрабрување, нежност. Признај ги како Божји допир во секојдневието. А во твојата денешна молитва, заблагодари се на Бога за нешто што денес ќе го препознаеш како Божја близина. На пат за Витлеем.